Јаболко на раздорот или пак отровното јаболко на Снежана. Врти како да вртиш македонската политичка цена го допрадното. Врти како да вртиш Македонија на поправен испит. Не се знае кој од каде мава. Се чини никој не се грижи за својот речник, за Глас Плюс. Политичарите ќе сторат се, па макар тоа било политички говор за тоа чија жена зашто се развела, чиј граф се слуша надалеку или пак што ти ја знам што друго. Ако не е страшно, ќе беше трагично. Арно Амо, за да биде паранојата поголема, Македонија со хуморот и сатирата на политичарите повторно е на поправен испит. Сношти од Охрид Груевски вели: не икам, не сакам, нема тебе дуел со Бранко. Мамбе Никола, абе тоа ли е јунакот во тебе, бе? Абе нели си најголемиот херој после Александар Велики? И додека амбасадорите апелираат, а невладините на терен развиваат поголема свест за фер, честни и демократски избори, политичарите мува не ги лази. Се е заблуда до заблуда за нив. Никој не може да свати каде се новините на овие втори поред предвремени парламентарни избори. Секој на своето прави што сака и со кого сака. Баш и бузлук невиден. И додека во целиот свет изборниот циклус значи тебе со очување, кај нас изборите се дневна криенка. Секој мава од под некое ќоше, а народот мудро мижи и број достои назад. Подсетување за политичарите. ТВ Дуел е главната демократска предизборна рамка за да се погледнат во очи најголемите спротивставени страни. Се чини сме први ако треба да се тепаме и покажеме сила, а за аргументите сме последни. Земаат примери од Обама, Арно Ама го прескокнуваат најглавното да се седне на жешкото столче. Албанскиот блок на партија очекувано се радикализира. Едните од нив бараат јазик, а пак другите се уште сонуваат за некакви си црвено-црна половина Македонија. Бараат нови договори, сакаат територии, да видиш и да не веруваш. Слушам и се чудам. Големите зверки, ако смеам вака да се изразам, велат НАТО и ЕУ. Трно-ружачки, сино-портокалови преродби. Ау, да не ти се верува, а јас пак како обичен граѓанин се уште верувам и се надевам на подобра економија, развиена земја со многу инвестиции, со насмевка на лицата, со плата која можам месецот да го живеам, а не да го живуркам. Молам на денови и на минус на жиро сметка, јас на одмор. За ова повеќе среќа наредниот пат. Страшно е ако се знае, ама уште пострашно ако се знае и молчи. Уште неколку дена и гласање. Арно Ама се чувствуваат и намерисуваат некакви си сценарија. Тука го вклучувам и моментот на затишјето пред бура. Драги политичари, кандидати, носители на листи, наместо да се ги мерите силите, вежбате ментална гимнастика, фатете се за работа. Новинарите му треба економија, сака отворени врати секаде, а не да се страми пред светот надвор. Бидејќи нели не сме само ние на оваа земја и не сме ние папакот на светот. Кај се патриотите на земјата? Нели се за овој народ? Туф, да не се предвремените избори, немаше да се посетат сите. Пиши и на Рада, праше го Грујо, во живо со сите зверки. Многу јасно и очекувано, со една јасна порака. Вашите програми, такви какви што се сега, се ама баш веќе видени и излитени. Голема нула без новост, кои имаат за цел да им се додвори на гласачкото тело. Ме радува фактот што веќе овој народ, како што милувате вие да кажете политичарите, гледа и резимира правилно и прави разлика од црно-белите ветувања. На народот совршено, ама баш ичне му е гајле за вашите проблеми. Народот сака пари, работа, подобар стандард, сака да го мине месецот без проблеми. Сака економија. Дајте барем едни од вас не да го подобри, туку барем да го одржува во живот стандардот. Да се направи нешто суштинско, а нормално. Тоа да не биде единствено само за време на изборните лудила. И да не заборавам, биди фраер, држи драма, треси држава и искочи на ТВ со очување. Вистинскиот политичар не бега од ТВ Дуели.